Есенската сеидба е од суштинско значење на земјоделците, но климатските промени тука имаат големо влијание. Затоа како влијаат дождовите овој период врз сеидбата, утро во новаа тема разговараме со агрономот Катерина Трајковска. Катерина, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Добро утро до гледачите на Македонската телевизија. Благодарам за поканата. Овој дожд е добре дојден сега за житарициве, бидејќи долго време го чекавме, имавме еден подолг сушен период. И сега ова е одлично и ова е дожд е тивок и убаво врне, значи се впива целосно во почвата. Нема опасности сега од големи штети, бидејќи на земјата им треба многу повеќе вода. 2 дена врне постојано и се надевам дека после дождот ќе може успешно да ја завршат обработката на почвата, таа основна обработка на почвата, кој што малку доцнеме, не можеше да се заврши до сега, бидејќи имавме еден подолг сушен период со многу високи температури. Сега малку се екстремно ниски температурите, имаме некаде ни врнежи од снег, но тоа е природата и мораме да се прилагодуваме према неа. Катерина, веќе втор ден врне дожд, што се случува со почвата и семето доколку премногу наврне дожд? Нормално големи количини на вода штетно влијат на семето, бидејќи ќе дојде до гушење, односно асфикција на ракулчето и тоа не може потоа да излезе, но за сега немаме такви опасности. Преголеми количини на вода имаат штетни последици во сите фази од развојот на житарицата. Посебно имавме една година кога имаше премногу врнежи во вегетација, кога беше во вегетацијска фаза, во тој случај имавме појава на болести и ниеден од пестицидите, односно фунгицидите, не можеше да делува во тој период, бидејќи тоа беше еден подолг период со многу врнежи. Значи, штетни се последиците доколку имаме премногу вода, но се надевам дека ќе престане и ќе можеме да имаме една успешна година за добра сеидба, за добар род. Бидејќи кај нас, многу пати знам да кажем, имаме количина на врнежи доволно, но не се правилно распоредени. Имаме некогаш знае да се случи кога преголеми количини, имаме подолги периоди сушни и сето тоа негативно се одразува врз сите култури, не само за житарицата и за повеќе годишните насади, бидејќи имавме еден подолг сушен период, сушен и плюс многу јако зрачење, да и тие насади кои што има капка по капка исто не може да се справат луѓето со последиците кои што си ги направи нормално климатските промени. Катерина, во најавата споменав дека климатските промени влијаат врз земјоделието. Дали тоа значи дека тие влијаат и врз тоа што ќе се сади во есен? Што е она што се сади во овој период од годината? Во овој период имаме стопански значај на култура житните култури. Потоа градинарските култури, морков, марула се сади, тоа веќе и во заштитени простори, во пластеници. Не спомнав, јаготки исто така имаме во ноември, октомври, ноември. Јаготките се сеат исто на есен. Имаме еден дел страчници кои што одгледуваат и има убава експозиција на теренот, одгледуваат јагоди, тоа се садат, не се сеат, се садат на отворено, со цел подобро да се вкоренат, за на пролет да стартуваат рано со вегетацијата. Овој период е тоа, значи за нас како земја најбитно стопанско значење е житарицата, кој што знаете дека во последно време и површините од житарица се намалуваат. Порано сме биле едни од поголемите производители, сега поради економски причини имаме се помали површини на житарици, но меѓутоа пак ја спомнам е доста значајна за нашава земја. Какви прилагодувања прават земјоделците кога станува збор за овие климатски промени, а се со цел да не го намалат својот род? Јас многу пати со земјоделците дискутирам и мораме да се прилагодиме према промените, према климатските промени, тоа што го бара пазарот. Многу од пестицидите, 20 активни материи се забранети, работиме со 10 активни материи. Колку побрзо се прилагодуваме кон промените, толку ќе биде полесно за нас. Мораме да идеме напред со времето, да употребуваме
органски пестициди, ѓубрива кои што даваат нели подобар имунитет на растението, да ги заштитиме почвите добро, да ги експлоатираме, да ги обогатуваме со хранливи материи, не да ги исцрпиме и да ја оставиме почвата, него треба постојано да ја обогатуваме, да ја обработуваме правилно, за да можеме нели да се прилагодиме према временските услови, према нели она што го бара пазарот. Исто така да се направи на промени на сортиментот. Мораме да одиме напред со времето. И колку побрзо го направиме тоа, толку ќе биде и подобро за нас. Тие земјоделци кои што се нели прилагодливи, многу имаат и подобри резултати и си заработуваат, имаат и добри заработки. И за крај на овој наш разговор, од ваше професионално искуство, дали македонските земјоделци се прилагодуваат на овие промени и трендови што ги налагаат во однос на земјоделието и како тоа ќе се развива понатаму? Да, имаме добри земјоделци, има направено на селекција. Тоа правило е веќе да го ставиме нели дека земјоделието треба да бидеш и доста паметен да го работиш, и кај нас има паметни земјоделци, тоа многу добро го прават и многу добро си заработуваат. И ке имаме земјоделие и се останати оние професионално кои што се занимаваат и кои што си ја сакаат дејноста. Нормално во последно време ќе имаме и се поскапи производи, бидејќи се помалку земјоделци кои што ќе работат нели професионално. И мораме да се прилагодиме на тоа дека земјоделските артикли ќе имаат малку повисоки цени, бидејќи нели како што е привилегија да се произведува и привилегија да се јаде и здрава храна. Катерина, ви благодарам што утрово бевте дел од нашата емисија Македонија наутро за влијанието на климатските промени врз земјоделството и за есенската сејдба. Утрово разговаравме со агрономот Катерина Трајковска.